Во првите 3 месеци министерствата потрошија 408 милиони евра од 638 предвидени за буџетскиот дефицит за 2026 година. Во проценти 64 од предвидениот дефицит за цела година. Ова значи дека до крајот на годината има уште 230 милиони евра за финансирање на буџетската дупка. Ако во преостанатите 9 месеци наплатата на приходите не оди според планот или доспеат нови фактури и обврски кои не се предвидени со буџетот за оваа година, финансирањето ќе се прави на два начина. Или со нов, поголем буџетски дефицит, кој ќе биде предвиден со ребалансот на буџетот и ќе значи дополнително задолжување, или со кратење на расходите. Секако постои и трета можност, а тоа е значително зголемување на приходите. Според Министерката за финансии, брзото трошење на дефицитот не представува никаква новина. Тоа се одлуки на министрите кои што сметаат дека во првиот квартал треба да ги исплатат обврските, нема да ги исплатат во вториот или во третиот, ќе ги исплатат во првиот. Тоа се планирани расходи кои што тие одлучуваат како ќе ги исплатат. Но тоа не значи дека до крајот на годината тие ќе добиваат дополнителни пари на расходна страна, затоа што нивните обврски ги сервисирале во првиот дел од годината. Инаку во првиот квартал од годинава, прибирањето на неколку клучни даноци и давачки во буџетот се одвива со забавено темпо. Данокот на додадена вредност има реализација нешто над 20%, или за скоро 5% поени под нивото што би се сметало за првиот квартал, односно околу 25%. Исто така, прибирањето на акцизата се движи околу 18%. Според премиерот Христијан Мицкоски, ова е нормално движење за овој период од годината и не представува отстапување. Така што во првиот квартал е секогаш така, инаку ако ги погледате податоците на 27 април, реализација на буџет, отприлика имаме негде околу 29% од предпоставените приходи, некаде околу 33% од расходите, некаде околу 35% е реализацијата на капиталните инвестиции. Така што се си своја поврзаност и сега за сега немаме простор за паника, граѓаните да се сигурни, безбедни, има кој да размислува, да води стабилни политики. Според Мицкоски, во оваа најголема енергетска криза во историјата, иако ќе има предизвици, фокусот останува на одржување на стабилноста на буџетот и заштита на стандардот на граѓаните. Затоа во моментов се водат разговори со ОКТА за продолжување на попустот на горивата од 2 денари за бензин и 3 за дизелот. Исто така, во зависност од движењето на цените на меѓународните пазари, од мај можно е дополнително намалување на акцизите, при што за бензинот би се изедначило со таа на дизелот, односно би биле по 4 денари за литар.